Скопјани повторно оставени на цедило. Автобусите имаат гориво само за 2 дена, од четврток натаму, Господ напомош, вели Меджите Дризија од синдикатот на ЈСП за Алфа. По проблемите со главниот снабдувач со горива за автобусите на јавното сообраќајно предпријатие, компанијата Пуцко Петрол, која ја прекинала испораката на нафта, синоќа пристигнале 20 тони гориво, што се доволни за возењето на автобусите за 1 или 2 смени. Кога се расчу информацијата за проблемот со горивата, се прошири информацијата дека автобусите ќе сообраќаат само 2 часа, но од ЈСП за Алфа го демантира ова, без да ни дадат дополнителни информации. Обезбедени се за денеска и утре, тврдам дека нафта ќе има. Сега прашањето ми е мене, од среда натама, што ќе биде, значи истиот проблем ќе биде со скопјаните. И сега немаат која друга агенција што треба да достави нафта да ќе прави. Тоа веќе е раскинато договорот меѓу Пуцко Петрол. Од Пуцко Петрол пак велат дека не добиваат редовно пари за горивото што им го даваат на ЈСП и затоа има потешкоти и во набавката. Јавното сообраќајно предпријатие доцнало со месеци, дури и со години, велат од Пуцко Петрол. Веруваме дека секој ќе се согласи дека доколку средствата биле наменски трошени и правилно менаџирани низ годините, обврските кон добавувачите би биле навремено исполнувани, а граѓаните би имале стабилен, сигурен и непреченјавен превоз. Во таа насока за ненаменското трошење на јавните средства треба да сносат одговорност лицата кои управувале со буџетот и соодветните финансиски одлуки. Граѓаните револтирани велат дека состојбата е ужасна. Автобусите ги чекаат со сати или доцнат или воопшто не доаѓаат. А кога ќе се влезе внатре, нема место ниту игла да се фрли. Каква е состојбата со автобусите утрова? Никако. Дали доаѓаат на време или пак касно? Каснат многу. Касно, да. Вчера 40 кез го чекав од 5:30 до 6:15. Револт има меѓу народот. Пола сарчета, каста многу. Има гучи. Така да многу турканици има греоти за младите што идат на работа и што треба да стасат на работа. Катастрофа, ова е ништо невидено. Мај доцнати не доаѓаат и ова е невидено чудо. Нема коментари. Ова се претвора во секојдневие за скопјани, иако плаќаат карти, не добиваат никакви услуги. Скопје вчера остана без јавен превоз, а илјадници граѓани беа оставени на улица, додека кај ЈСП се празнеа пероните и се редеа лути колони од луѓе што залудно ги чекаа автобусите. Веста дека автобусите се исклучуваат од линиите се рашири како молња и за час ја претвори транспортната мрежа во колапс, со застои, со преполни такси стојалишта и работници кои пешачеа кон дома. Трошењето пари во градското предпријатие го одбележа и аферата за набавка на гориво, додека протестираа приватни превозници. Кадар на СДСМ, поставен од Арсовска, од нафтената компанија Пуцко Петрол, чии собственици се поврзани со ДУИ, на тендер набави гориво во вредност од 27 милиони евра, без рабат, односно попуст од 6 денари, што било случај во претходните јавни набавки. Јавноста ги обвинуваше дека со таа постапка доплатиле дополнителни 1,4 милиони евра, што во тој момент беа доволни за да се надминат долговите кон приватните превозници.